Од Гевгелија до Солун со воз ке се патува околу 30 минути, а од Солун до Скопје нешто повеќе од 1 час. Паралелно се работи на пругата која е дел од коридор 8, од Скопје до Софија. Железничкиот транспорт е фокус и приоритет. Децидни се надлежните за Македонија да биде раскрсница на Балканот и во Европа и да го зајакне економскиот развој. Премиерот Христијан Мицкоски од трибината посветена на инфраструктурата порача дека една година по изборите веќе биле започнати видливи промени. Отворен е најголемиот инвестициски циклус во последната деценија, вели Мицкоски. Се градат 4 автопати истовремено, пуштени се нови патни и железнички делници, субвенционирани се нови авиолинии и доделени социјални станови. Во инфраструктурата го постигнуваме највисокиот процент на изградба од осамостојувањето до денес. Започнавме изградба на автопатот Тетово-Гостивар, Гостивар-Кичево и Прилеп-Битола. Го пуштивме експресниот пат Градско-Дреново и Дреновска Клисура-Фариш, го пуштивме и патот Ранковце-Крива Паланка, реконструиравме патот Охрид-Светинаум, пругата Куманово-Белјаковце, од 0 локомотиви за само 3 месеци пуштивме 11 во употреба. Стратешкото партнерство со Обединетото кралство според вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски е шанса за економска трансформација на државата, бидејќи вака ќе се отвораат нови економски хоризонти и се испраќа порака дека Македонија знае да соработува со најдобрите. Ние мора да направиме гигантски чекори напред ако сакаме Македонија да однесеме рамо до рамо со најразвиените европски држави и имаме уникатна можност да го направиме тоа затоа што сме мала држава, но во исто време имаме вреден народ, честен народ и со добра организација се постигнуваат овие резултати. Подпишавме договор каде што Велика Британија гарантира со својот кредитен рейтинг, кој што е највисок кредитен рейтинг кој што може да се добие за Македонија и тоа го прави во една рамка од 5 милиарди фунти, односно 6 милиарди евра, што целосно може да ја трансформираат Македонија. Македонија е на добар пат да стане регионален железнички коридор, оцени директорот на јавното претпријатие Железници инфраструктура, додека директорот на државни патишта посочи дека за една година се изградени над 100 километри нови патишта. Во Македонија пругата е многу едноставна. Север-југ од Србија до Грција и исток-запад од Бугарија према Албанија. Како што спомнавме пред малку, ќе имаме онаа брза пруга од Србија према Грција, поминувајќи низ Гевгелија, но паралелно се гради во моментот од Скопје према Софија, поделено на 3 дела. Ние веќе поставуваме нови стандарди на работење во Република Македонија од страната на владата, и министерствата и јавните претпријатија. Според властите, со поставување на железнички и автопатни коридори се гради темел за модерна, поврзана и економски развиена Македонија. Фокусот е ставен на интеграција со европската инфраструктура и зацврстување на стратешките партнерства.